Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема за цедени сокови наспроти свежо овошје. И поттикнат сум од разговор со родител кој што има проблем со неговото дете и разговор кој што ми даде инспирација да зборувам за оваа тема со која што се мачат многу други луѓе. И практично сакам да расчистам една работа во верувањето дека ако јас можеби го заменам свежото овошје со исцеден сок од типот, можеби ако очекувам дека 2 изедени портокали ќе ги заменам со 2 исцедени портокали, тоа значи дека сум во голема заблуда и дека верувањето ми е погрешно и треба да го разрешам тој мит, а јас ќе ви помогнам за тоа. И за што всушност се работи? Не е проблем дека ако не значи ова дека цедениот сок не е во ред. Напротив, е супер, особено ако правиме споредба со било кој друг сок кој што треба да го купиме од маркет во дали тетрапак пакување, во шише, газиран, негазиран, шумеча таблета, прашоци, цевитани, цедевити, значи небитно. Да, супер е во ред да имате цеден сок, но не е во ред ако сметате дека сте замениле 2 парчиња на овошје. Зошто е тоа така? Од прва причина што ако веќе рачно го цедите тој сок, не знам, портокал, лимон и така натаму, овошја кои што можат да се цедат рачно, тоа ќе значи дека ќе отпаднат од комбинација лушпата, оние бели делови од портокал, од лимонот или не знам овошјето, ќе отпаднат од комбинација семките, доколку можеби цедите сок во соковник, ќе отпаднат лушпите од другите овошја и нормално семките од истите тие овошја. И што тоа значи? Кога вие ги изфрлате лушпите, влакната и кога ги изфрлате семките од употреба, тоа значи дека изфрлате, речиси, можеби 50% од вистинската нутритивна вредност што има овошјето, затоа што кората на овошјето и лушпата на овошјето пред се ја има директната врска со сонцето, а таа директна врска со сонцето придонесува да во кората на овошјето се чуваат многу фитоелементи кои што практично и многу молекули и супстанци кои што практично ги формираат бојата на кората на овошјето и се итекако важни и есенцијални за да ги внесуваме во нашето тело. Од друга страна со изфрлањето на лушпите, влакната и не знам и семките изфрлати еден друг дел кој што повторно е поврзан со микронутритивната вредност, но исто така ги изфрлати растителните влакна кои што за дигестивниот систем се како кислород за нас и не би требало воопшто да се изфрлуваат од исхраната. Ако веќе вашето дете има проблем со тоа да јаде цели овошки, бидејќи јас сум имал проблем. Ако вашето дете треба да преднос да му оставите можеби парче овошје и при тоа треба да го излупите повторно да ја фрлите лушпата, во тој случај јас би ви препорачал ако веќе одите со цедени сокови да тие можеби ги замените со смути и да направите сок во блендер кој што ќе биде совршено изблендиран до момент на течност и да доставите можеби вода за да тоа изгледа уште подобро и мраз и во кој што ќе бидат вклучени лушпата и семките и така натаму, затоа што тоа е од големо значење и прави огромна разлика, особено на долг рок. Така да, тоа што на крај како поента сакам да го разберете од оваа епизода е дека цедените сокови воопшто не се лоши, особено ако ги земеме како замена за газирани тетрапак и така натаму, но немојте да го заменувате свежото овошје со цеден сок и ако веќе треба тоа да го исконзумирате вашето овошје како сок, ондак направете една мешавина во блендер со вода и мој совет додадете и можеби некој зеленчук за да биде тоа уште пообоено и покомплетно и не додавајте шекер како што можеби се прави во лимонада. Така да, дечки, за денеска и денешнава епизода имав толку да кажам. Се надевам разрешивме еден мит и ви помогнав да воспоставите малку подобри и поквалитетни навики. До следната епизода ви посакувам убав ден, здрави животни навики и уште еднаш благодарам за вашето внимание. Чао, чао!